3 декември е меѓународен ден на лицата со попреченост, кој што е прогласен за меѓународен од Организацијата на Обединетите нации во 1992 година со посебна резолуција. Затоа ние денес сме собрани тука да го прославиме овој ден. Имаме соработка со неколку основни училишта. На тој начин сакаме да ја промовираме малку повеќе инклузијата. Нашите деца, заедно со децата со типичен развој, ќе имаме една културно-метничка програма. Вечината ќе настапат. Исто имаме Марија, која ни доаѓа од Сдруженијето со звезди од Скопје, кај девојка со церебрална парализа, и таа исто ќе има свој настап. Ова посебна игротека, значи инклузивна игротека, почна со работа пред околу 1 година. Тоа е дел од програмата Reload, која што се спроведуваше преку проект од програмата Reload на обединетите на UNDP, UNDP заедно со општина Охрид. Згрижени се неколку дечина во текот на денот. Можат да дојдат родителите заедно со децата тука децата да си поиграат едноставно. Тоа е едно катче кое што е пристапно и безбедно, каде што децата со посебни потреби можат да го остварат, да речем, на некој начин своето основно право на игра. Во текот на денот се згрижуваат децата, родителот може да го остави детето. Имаме 2 негователки вработени кои што ги чуваат дечината. Кога родителот има потреба да заврши некаква работа, може да го остави детето да се причува, се организираат работилници. Ние како Сдружение ВОПС организираме работилници со родителите, со мајките и со останатите членови на семејство, затоа што многу ни е битно да го зајакниме семејството, затоа што овие се знаете големи проблеми со кои што се соочуваат и некако слабеат тие семејни врски, па сакаме повторно да ги вратиме, семејството едноставно да биде заедно, а и начинот на кој што е организирано општеството во главно непристапно, овие деца се некако осудени да останат дома, па тука некако имаат, да речам, некоја ми се разбива монотонијата и некако добиваат малку поинаков живот, како и што и сите други дечиња би требало да имаат. Светскиот ден на лицата со попреченост всушност главната идеја беше за да се подигнува свеста за постојањето и потребите на овие лица, да се актуализира секогаш, да се актуализираат проблемите и борбата за нивно целосно вклучување во сите аспекти на општественото живење, од социјалниот, економскиот, културниот, политичкиот. За жал не можам да кажам дека во нашата држава сме на некое завидно ниво, дека нешто големо се случило. Работите се поместуваат многу споро. Ние сме многу благодарни да општина Охрид што го имаме овој простор, затоа што за нас е од големо значење. Се надеваме дека во иднина, државата, општеството ќе развие поинаква свест за да ги вклучи овие лица како една посебна категорија на граѓани и да им обезбеди услови за нивно функционирање, затоа што и тие се еднакво вредни како и сите други, меѓутоа потребно е да им се даде шанса, едноставно да им се дадат фер услови како и на сите други. На Охрид му е неопходен дневен центар кој што ќе ги згрижи овие деца на соодветен начин, каде што тие ќе добијат едно место каде што достоинствено ќе го поминат денот, ќе добијат терапии кои што им се неопходни за нивниот развој. Нашиот проект со дневен центар беше одобрен од Министерството за труд и социјална политика. Лани, во декември го потпишавме договорот. Меѓутоа се соочивме со проблем со просторот, кој што нас општината ни го дава просторот, немаме никаков проблем од општината. Тие се, всушност општината беше и апликант за овој проект. Општината аплицираше, Сдруженијето ВОПС е коапликант. Меѓутоа со овој проблем околу просторот
требаше да оди на гласање на влада и тука настана голем проблем дури да се соберат сите документи кои што ево трае со месеци, работите се заглавуваат па се одглавуваат, па пак се заглавуваат, па пак се одглавуваат. Така што ние се уште не сме завршиле со таа процедура и не знам дали навреме ќе завршиме за да започне реализацијата на тој проект. Многу ми е жал, многу ќе ми е жал ако не успееме да го реализираме, затоа што со години се бориме и кога стигнавме до негде, сега пак некако се враќаме назад, личи на една Сизифова борба која што ти само нешто туркаш и после тоа се враќа назад. Тој е грант од Светска банка и сите активности треба да бидат завршени до јуни 2024 година. Во тој период ние имаме 6 месеци за опремување, за лиценцирање и 1 месец за давање на услугата. Не знам дали имаме доволно време. Значи, мислам дека не е веќе, ако влезиме во декември, очигледно тоа ќе се случи, затоа што уште не е ставено на гласање на влада. Влада немала и седница, не знам, во последните, не знам колку денови или недели, не знам како оди тоа и не знам, наискрено, многу ќе ми е жал, многу ќе ми е криво, што многу вложивме, така баш онака ентузијастички, многу сакавме да направиме. На крајот не зависи се од нас.